утеха. Пеејќи го Акатистот, една сабота по бдението, изморен, седнал на седиштето наспроти иконата на Света Богородица, пред која се читал Акатистот и така уморен заспал. Наеднаш, насон, слушнал некаков благ глас. Радувај се, Јоане. Јоан видел како во блескава светлина стои пред него Света Богородица и му зборува. Биди здраво, чедо мое. Пеј, пеј и не престанувај да пееш. Поради тоа, јас нема да те оставам. Така зборувајќи, Света Богородица му дала и една жолтица и исчезнала. Јоан во својата десна рака навистина нашол една жолтица, дар од Света Богородица. Тој заплакал од радост поради неизмерната милост и благословот од небесната царица. Од тој момент, блажениот Јоан ја удвоил својата ревност кон црковното пеење. Ако дотогаш пеел само во неделите и празниците, сега почнал да пее секој ден. Но од долготрајното стоење при пеењето, блажениот Јоан се разболел во нозете. Како и порано, повторно му се јавила насон Пресвета Богородица и му рекла: Од сега ќе бидеш здрав. И навистина, раните на нозете набргу исчезнале. Крајно благодарен на Бога за се што правел за него, блажениот Јоан својот живот докрај го поминал во пост, молитва и длабок побожен духовен живот. Тој толку навлегол во духовниот живот, што дури однапред си го предвидел денот и часот на својот животен крај. Тој милно се простил со своите духовни браќа, што се нашле крај него, и им рекол да го закопаат во неговата црква посветена на светите архангели на Светагора. Со рајска насмевка на благородните молитвени усни ги затворил своите очи и му ја предал душата своја на Господа на 1 октомври по стариот, односно на 14 октомври според новиот календар. Тој ден се слави како ден на светецот Јоан Кукузел. Ова беше само еден мал дел од животот на големиот христијански богоугодник и испосник Свети Јоан Кукузел.
се разбира според житието и преданијата. Меѓутоа, многу малку спомнавме за неговото дело, за неговите заслуги. Да чуеме што е пишувано за него, како е представен во списите на неговите современици. Може со сигурност да се каже дека Свети Јован Кукузел е еден меѓу најзначајните светители од Македонија, кој што има огромни заслуги како богоугодник и како калуѓер со сите Божји достоинства. Тој не само што е значаен по неговата богоугодност, тој е во историјата познат како човек, како светител кој што дал голем прилог во црковното пеење. И по тоа е тој и познат, и по тоа е прогласен за светител. Тој е еден од реформаторите на новата византијска нотација, наречена во негова чест Кукузелова, а исто така на него му се припишува и вокалниот стил во црковното пеење, наречен пападикиски, во кој што има внесено елементи од реалниот живот и од народниот мелос. Тоа е голем прилог општо музиката во светот. А како негови дела најзначајни се сметаат големото ИСО на пападигиското пеење, наречено уште и бич за певците, тоа значи дека едно сложено црковно пеење, исто така придворната херовимска песна и како значена негова творба се смета и Полилеј на бугарката. Општо со овие дела тој е влезен во светската историја на музиката. Господи, возвах Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи,